Почитувани, обидот за атентат врз Никола Тодоров не беше чин извршен во афект. Обидот за атентат врз Никола Тодоров беше чин кој беше поттикнуван со години. СДС и невладините организации под контрола на Сорос измислуваа стотици лаги против Тодоров, само за да ја подготват и да ја подгреат атмосферата до момент во кој некој ќе им поверува и тој истиот ќе одлучи да пролее крв. Нема земја во светот во која што не починал пациент, но тие сметаа дека со прогласувањето на Тодоров за масовен убиец ќе успеат да манипулираат со чувствата на болните, со нивните блиски или со оние кои загубиле некого. Ваквата некрофилска политика имаше само една цел, а тоа е да се предизвикаат крвави конфликти по улиците, какви што најавуваа и новиот министер Едмонд Адеми, и Зоран Заев, и Зоран Верушевски и така натаму. Јасно е дека атентаторот не се одлучил сам да го стори убиството токму на првиот ден од доаѓањето на Зоран Заев на власт. Органите на прогонот мора да утврдат кој му го дал пиштолот за да го стори криминалниот акт. Органите на прогонот мора да побараат одговорност од сите оние кои го поттикнуваа и го помагаа атентатот и се уште даваат поддршка на крвавите пресметки. Молкот е неприфатлив. Не смее да се молчи за подметнатата бомба во семејната куќа на пратеникот Антонио Милошовски. Не смее да се молчи за демолирањето на автомобилот на Гордана Јанкуловска. Доколку Министерството за внатрешни работи наскоро не ги изведе виновниците пред лицето на правдата, ќе биде повеќе од јасно кој се стои зад овие крвави пресметки. Јавноста веќе гледа на каков начин антиреформската влада ќе врши дефокусирање, наместо да се посвети на ветувањата кои ги даваше. ВМРО-ДПМН им порачува на сите оние кои што мислат дека со вакви подли и кукавички акти ќе не уплашат и ќе не замолчат, дека многу се лажат. ВМРО-ДПМН нема да отстапи од патот по кој чекори, а тоа е создавање на просперитетна и економски силна Република Македонија. Идеја и цел која е во полза на сите граѓани на нашата држава. И благодарам.